Добри дојде за Питер Шилегов, портпарол на СДСМ. Добар ден и на вас. Скандалот Визарис е причина, повод зашто доаѓате тука во студио на Нова. Денеска излеговте со нови фирми во овој случај, а Министерството за здравство пак излезе со детали од тендерот. Вие побаравте вчера и Радмила Шечеринска исто така побара. Ве демантираат ли во Министерство за здравство, господин Шилегов? Не демонтираат. Многу доцна во текот на денот Министерството за здравство ја објави дел од тендерската документација, сепак не целосната, и од она што прво што се виде не успева да демонтира во приказката. Добро. Што е спорно со новите фирми, со фирмите кои денес ги објавивте? Спорен е концептот на она што Социјалдемократскиот сојуз во текот изминатите години упорно и го зборува за власта, тоа е дека власта владее по пат на корумпирање на медиумите во Република Македонија и со медиумската корупција всушност овозможува креирање на вештачко или нереално јавно мислење во државата. Од овој скандал произлезе дека главните перјаници на носителите на националните концесионери, електронски концесионери телевизиите, се всушност лица кои што надвор од својата новинарска работа имале и други некои бизнис афинитети кои што па се непосредно поврзани со јавните, односно државните пари, што кај нас и кај јавноста, очигледно се покажа дека и кај јавноста, кажува дека постоела спрега која што излегува надвор од нормалното новинарско работење. Имаме информации дека ќе објавувате нови документи за овој случај или на тапет се нови луѓе за кои ќе тврдите дека се корумпирани? Шечеринска излезе со документи, например, за Сашо Мјалков, подоцна вие се тужите се, односно ве тужи министерката Янкуловска, сега е случајот Визарис. Знаете, очигледно е дека во македонското општество владее корупцијата. Не само медиумската корупција, очигледно дека корупцијата е длабоко навлезена. После долги години власт на ВМРО-ДПМН, мислам дека премногу се опуштија и мислат дека едноставно они се родени да владеат. И си дозволуваат премногу и предолго траат. Така што она што го наговестуваме за воиднина се всушност нови финансиски скандали за владењето. До сега успеваме да разоткриеме неколку корупцијски скандали на оваа власт. Она што мене лично ме радува и што ме радува нас во Социјалдемократскиот сојуз е дека се повеќе луѓето се охрабруваат и прават дел од документацијата со кој што недосмислено се докажува корупцијата, дали медиумска, дали во другите сегменти во општественото живење, ќе биде се повеќе достапна на јавноста заради тоа што луѓето ги доставуваат документите. Имате картици, што би рекле во не е се тоа картици. Јас повеќе сакам да кажам дека очигледно е дека се повеќе луѓе во нашава држава им станува јасно што се случува. Очигледно на се повеќе луѓе им станува јасно во кој правец се појде на Република Македонија како држава. И јас повеќе го сметам предавањето или давањето на ваков тип на документи за патриотски чин отколку за издајнички. Добро. Од државниот врв ли ќе биде фокусот од тие нови корупцијски афери кои ги сега се уште ќе се држиме кон медиумската корупција. Значи станува збор за медиумска корупција која што продолжува бидејќи да се разбереме ВМРО-ДПМН владее со оваа држава и брои резултати како да е политиката фудбалска утакмица на добиени избори, што е крајно детски, крајно несериозно, исклучиво заради монополизирање на медиумскиот живот во Република Македонија. Вие тоа подобро од мене го знаете. Добро. Зошто го мразите господинот Никола Тодоров? Тој рече дека го мразите. И токму вие праша зошто ме мразите? Јас лично не. Напротив, господинот Тодоров го познавам уште кога беше многу млад и приправник во судот, јас како адвокат, и лично против Никола Тодоров совршено немам ништо. Против министерот Тодоров, министер за здравство Тодоров, кој што возможил да се случи еден ваков скандал, има многу. Значи тоа се две различити категории. Тој рече дека не знаел ништо, господин Шилегов. Зошто не му верувате на министерот за здравство? Должност му е да знае.
Значи затоа што му е должност да знае. Не можеме ние да му веруваме, знаете како... Може ли се да знае еден министер? Би требало. Иначе зашто седнал да биде министер? Значи, должност на секој кој што раководи со секторот е да го раководи тој сектор согласно законските прописи, ако сакате и повеќе со терминологијата на министерот Тодоров, и со етичките прописи. Во крајна линија, јас не видов дека ни овие 5 дена било кој беше посочен како одговорен. Дури ако гледате, очигледно е дека власта и ВМРО-ДПМН се обидува овој цел скандал да го забошоти. Оние медиуми за кои што зборуваме, кои што се под очигледно влијание на медиумската корупција, се однесуваат како да воопшто и не постои проблемот. Значи, со седенешната, ова е 5-та пресконференција која што се однесува на овој скандал. До вчера, не знам како ќе биде денес дека го работиме ова интервју, до вчера ниту еден од националните концесионери, Канал 5, Сител телевизија и Алфа, не ни пренесува дека воопшто било откриено вакво нешто. Значи, зборуваме за тотален медиумски мрак. Националниот сервис Македонската радиотелевизија во петокот кога го откривме ние скандалот, кога државме пресконференцијата, прва го одмолча. Имаше реакција од Социјалдемократскиот сојуз на таквото однесување, бидејќи станува збор за јавен сервис, чија што должност е да го штити јавниот интерес, а секако корупцијски скандал е јавен интерес или обелоденување на корупцијски скандал. Во вториот ден даде буквално, значи, луѓето во партијата го измерија 11 секунди од пресконференцијата, па јас на шала викам, значи они дадоа како ние кажавме добар ден. И толку траеше извештајот од пресконференцијата на Социјалдемократскиот сојуз, додека 6 минути траеше демантот од Министерството за здравство и демантот од МАН. Затоа што СДСМ ги нападнал новинарите. Може да ве обвинат овие телевизии дека се мишате во нивната уредувачка политика? Апсолутно, значи направив една разлика помеѓу приватни и национални концесионери и Македонската радиотелевизија. Сепак сметам, медиумската работата и во политиката, покрај другото носи и општествена одговорност. Општествената одговорност како категорија општа подразбира дека треба да сте одговорни кон општеството и државата што ви дало можност да се разбереме, значи не се тие концесии што тие ги имаат нивно добро, тоа е државно добро. Значи треба да водат интереси за државниот интерес. ВМРО ви обвинуваат дека намерно го премолчувате и случајот со тендерите на Заев. Вие ги прашувате за министерот за здравство, за скандалот Визарис, тие ви одговараат што е со господинот Заев? Значи, да се разбереме една работа. Господинот Заев, за разлика од Никола Груевски, уште при почетокот на оваа безсрамна кампања што ја водат против него и неговото семејство, излезе на пресконференција и јавно кажа што мисли и како било и што било. Немаме намера политичката дебата во Република Македонија да ја префрлиме на теренот на бизнисот на семејството на претседателот на СДСМ. ВМРО-ДПМН и владата на Република Македонија во целост ги контролираат сите институции. За жал, препартизирано ги контролираат, што е во контекст на ова што сакам да го кажам и подобро за нив, во на било каков начин било што од тоа што они го наводно обелоденуваат како скандал, било вистина, досега, верувајте, нити Зоран Заев ќе беше на слобода, нити било кој од неговото семејство. Добро. Велите скандалозна концентрација на фирми на адреса на еден медиум. Знаел ли господинот Љубисав Иванов Зинго за оваа скандалозна концентрација? Имавте ли комуникација со него? Не, мислам дека тоа вие би требало него да го прашате. Не вие дали сте значи немаме она што ние информациите кои што ние да се разбереме, информациите со кои што ние излеговме пред јавноста во Република Македонија во изминатиот период се исклучиво факти. Што велат фактите? Што сакате да кажете дека се пиралел пари или таму? Не е јасно што не би навлегувале, значи вака. Очигледно е дека медиумската корупција не била исклучиво само наменета за телевизиите. Медиумската корупција била наменета и за главните одговорни уредници по медиумите кои што ги задоволуваат медиумските апетити на ВМРО-ДПМН и на Никола Груевски. Па за да ги задоволуваат нивните медиумски, овие ги задоволувале нивните материјални апетити.
Значи, она што ние го соопштивме на јавност и што сметаме дека не е нормално и не е природно, наму каде што е седиштето на една телевизија, да бидат концентрирани повеќе фирми. Не е нормално ли? Зошто не е нормално? Сметам во собственост на главниот уредник? Па сметаме дека не е баш нормално. Добро. Имавте ли комуникација со уредникот на Сителата, со Ивона Талевска, со мајката на Ивона Талевска? Не, и на неколку пати јавно ги прозивавме на нашите Зошто ги пресконференции. прозивате? Да се појават, да појаснат. Сметаме дека како дел од јавниот живот, како луѓе кои што учествуваат во јавниот живот, како луѓе кои што ја креираат јавното мислење во Република Македонија, треба да го појаснат ова. Што е, како е, зошто е. А зошто вие премиерот Груевски? Постојано го повикувате да се појави. Па сега, ако ние зборуваме за спрега помеѓу власта и медиумите, а премиерот Груевски не демантираше дека е куќен пријател на господинот Павлович, а господинот Павлович имал неколку фирми онаму каде што бил главен и одговорен уредник, сметаме, а докажавме недвосмислено дека фирма собственост на семејството на Талевска добила тендер, значи добила од државните пари средства, сметаме дека премиерот Груевски како пријател, близок, познат, би требало да излезе и да се произнесе по ова прашање. Рече, тој излезе и рече дека нема ништо да додаде. Повеќе од објаснувањето на министерот Тодоров. Ива да се разбереме вака, ако е Македонија нормална демократска држава, за скандал оваков, од овој вид медиумски скандал, од оваков вид коруптивно медиумски скандал, требаше да падне владата. И требаше да завршат некои политички кариери. За жал, Македонија не е нормална демократска држава и однесувањето на медиумите кои што се јавна тајна под директна контрола на власта и нивното одмолчување на целата оваа ситуација зборува што всушност мисли Владачката партија и премиерот Груевски за целиот проблем. Подобро е да го одмолчиме, секој чудо ќе помине за 3 дена, ние ќе си продолжиме по старо. Па таа логика. Меѓутоа, тоа не е лоша логика во Македонија, навистина си трае 3 дена, за 3 дена. Побаравте ли од како опозиција објаснување за што е оваа опрема? Значи, ние општо побаравме и го прозвавме Министерството, тоа кажавме нели на почеток на нашиот разговор дека денеска дека излезе со делот таа опрема. Не, на зашто опремата е рентгенска опрема, донаш успеавме да го видиме. Она што досега остана непознато и вчера остана непознато во собраниската дебата е кој тоа воопшто побарал од Министерството за здравство, која здравствена институција побарала да биде набавена таква опрема, бидејќи од она што ние го имаме како документи, мислам дека беше болницата 8 септември кога била кој одбиле. Менче Атанасова Точи објави таква информација и дека претходно имало некаква. Значи, била набавувана опрема за која што здравствените организации воопшто не пројавиле интерес од една страна, од друга страна таа опрема ја добила баш заменик главниот одговорен уредник на Сител и главен одговорен уредник на Вечер. Добро. Господинот Тито Петковски денес на апелација доби 10.000 евра одштета од премиерот Груевски. Не се плашите ли дека повторно може да завршите на суд? Што добивате со ваквите обвинувања, освен ризик да завршите на суд? Нема да замолчам. Значи, сметам дека е должност на секој вистински патриот, без оглед која е владеачката структура што владее во моментот, да ја критикува владата, да открива афери за владата, затоа што само така ќе го подобриме живењето. Мислам, појдете од било која секојдневна животна ситуација, онаму каде што ќе најдете дека имате неправилност, се обидувате и ако некој ви ја укаже, да ја исправите неправилноста за да го поминете подобро денот, да речеме. Значи, моја должност или наша должност како социјалдемократска сојuz и на мене како Петар Шилегов, како граѓанин зборувам, е да укажувам на аномалиите кои што владеат во македонското општество. Македонското општество не е нормално општество, не е демократско општество. Ние немаме поинаков механизам, освен да зборуваме за тоа. Така што било какви закани, со тужби, со едноставно немам право да замолчам. Ние немаме право да замолчаме. Добро, благодарам што бевте гостин. Благодарам и на вас.